Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесното родителство. Денешното видео е всушност едно од предпоследните видеа на темата за свесно родителство од книгата на Шефалица Бари "Родителска карта". Денес ќе зборуваме за 20-тиот чекор. Овој чекор го носи насловот "Родители, прифатете го вашето ново јас". И овде Шефали ги пишува своите последни стихови во нејзината книга. Овие стихови се однесуваат на овој чекор, на содржината на 20-тиот чекор, и редно е сега да ви ги прочитам. Родителу, како се чувствуваш сега, кога ги соблече сите слоеви и кога конечно ја извади маската? Образците ги напушти, егото го скроти. Се чувствуваш ли чудно и како да не си во старото јас? Се чувствуваш ли осамено и бизарно? Одеднаш да се најдеш со нова свесност, со ново срце, со нов ум. Не постојат зборови за оваа радост, нели? Внатрешното ослободување е неописливо. Можат да го доживеат само оние кои го поминале овој пат, како тебе, нели? Ова се нејзините преубави стихови. Што се однесува до овој последен чекор од Шефали, родителу, прифати го своето ново јас. Овде Шефали објаснува дека една од највредните лекции за родителите кои што тргнале по патот на свесноста е родителствување во сегашниот момент. Зошто? Затоа што кога родителот родителства во сегашниот момент, тој родителствува одново, па пак одново, па пак одново и така се поред. Што значи тоа? Дека сегашните мигови или сегашниот момент носи огромни прилики за самиот родител да може одново да си го родителства своето дете спрема она што го гледа пред себе како однесување спрема своето дете, но исто така и како се гледа себе си тој во односот со своето дете. Односно, тоа би подразбирало родителот има можност во сегашниот момент да се ослободи од се она што било и да го прифати се она што е пред него во моментот. Што би кажала Шефали на тоа дека ние кога родителствуваме во сегашниот момент, на детето тогаш како родители треба да сватиме дека него најмалку му е потребно нашето жалење, нашата вина, нашата осуда, туку пред се најмногу им сме потребни на децата да бидеме во улога или во идентитети на човек. Односно, таа главна карактеристика која родителот треба да ја има пред се во односот со своето дете е човечноста. Да се биде пред се човек. Човек кој што е во сегашниот момент, кој е наоружане со својата едноставност, ги прифаќа своите доблести, ги прифаќа и своите мани, но исто така родител кој преку своето прифаќање почнува полека да оди да ја спознава својата сопствена суштина. Што значи тоа? Дека на детето не му е толку многу потребен идентитетот родител, колку што му е потребен идентитетот човек.
што подразбира? Тоа подразбира родителот да биде спремен како човек пред се подготвен да работи на себе, да работи на се она што било како еден вид на сенка во неговиот живот, на сите негови страдања, на сите негови болки, со цел да може да почне полека да се исцелува, за да не ги носи тие работи во однос со своето дете. Затоа што спрема Шефали не постои ниедна играчка во светот која не може да се спореди со компетентноста на човекот, способноста на човекот, дарбата на човекот, потенцијалот на човекот, да може да расте свесност кај себе. Затоа што таа свесност го представува најбитниот клуч, најглавниот клуч преку кој човекот може да ги отвори кафезите на детската душа и да може да се ослободи. Зошто го вели ова Шефали? Затоа што пред се ние, пред да станеме возрастни, пред да станеме родители, сме биле деца. И за да можеме ние да пораснеме едни здрави деца, здрава генерација на деца, ние пред се мора во себе да го оздравиме нашето дете. Нашето дете од нашето детство. За да можат после тие две деца, здрави деца, да се сретнат во процесот на нашето родителствување. Меѓутоа, на процесот на растење на свесност, што предходи? На секој човек му предходи процес на будење, на разбудување. Колку повеќе човекот е во една состојба на заспаност, толку тој процес на будење ќе биде потежок, ќе биде горчлив. Што значи тоа? Дека ние како луѓе, кога ќе почнеме да се разбудуваме, ќе почнеме да се преиспитуваме, нема така многу лесно да влегуваме како порано во ставови, во размислувања кои што ни ги сервирала културата, ни ги сервирале блиските. Ќе ги почнеме да ги преиспитуваме работите, нема лесно да влегуваме во тие игри на ти си виновен, ти си крив, или ти намерно ме навреди, намерно ова го направи за да ме нервираш. Значи, така лесно нема да влегуваме во собствената непромисленост, туку ќе почнеме да ги гледаме работите онакви какви што навистина се. И тоа ќе почне да ни се случува постепено, меѓутоа во почетокот тоа може да не буни нас, да ни создава збунетост, да не дезориентира. И овде Шефали објаснува за незиното собствено разбудување, кога таа почнала да се запознава со свесното родителствување. Тоа било кога незината ќерка имала само 2 години и кога цело време размислувала дека до тогаш и се држала до традиционалниот начин на родителствување, мислела дека самиот процес на родителствување е еден несебичен чин, затоа што сите родители влегуваат во процесот на родителствување, сака да има деца, пред се затоа што секој родител е несебичен. И таа карактеристика е главна одлика на секој родител. Дека секој родител е добар родител, сето тоа го прави од жртва и од неговата несебичност. Меѓутоа, подоцна, запознавајќи се со свесното родителство,
доаѓа до едно големо сознание кое што навистина ја шокира, и таа нова идеја кажува дека всушност родителствувањето на родителите во традиционалниот начин на родителствување е базирано врз егото на самиот родител. И тој шокантен факт за неа предизвикало потполно целосна промена во начинот на незиното размислување. Таа почнала да си го гледа своето его во своето родителствување, собствено родителствување со својата ќерка, почнала да гледа колку била несвесна како родител во односот со своето дете, колку несвесно постапувала, тргнувала од своите, си ги носела своите минати образци од незиното детство во односот со своето дете, и секогаш после тоа се создавале конфликти, кавги, расправи со ќерката, и станувала многу анксиозна. И таа и незиното дете, односот меѓу нив бил навистина многу лош. Иако била многу мала, незината ќерка, меѓутоа Шефали била на работ, на нервен слом, токму заради незиното несвесно родителствување. И меѓутоа подоцна, кога почнала повеќе да се занимава, да разгледува, да ја учи проблематиката на свесното родителствување, и секојдневно, почнувајќи по патот на свесноста, тргнувајќи по патот на свесноста, таа се повеќе и повеќе си ја забележувала својата несвесност, а уште повеќе кога почнала да влегува во една соработка, значи почнува да работи со родителите, и истото тука го забележала дека секој родител кој доаѓал кај неа со својот проблем, всушност проблемот бил базиран пред се врз егото на родителот, и таа тогаш, бидејќи била нова во процесот на свесното родителствување, сакала силно да им извика на родителите: родители, зарем не можете да си го видите собственото его во вашето родителствување, затоа што јас многу добро си го гледам своето собствено его кога родителствувам. Меѓутоа, никој тогаш, во тоа време, тоа било пред 20 години, не ја приметувал, не ја ни слушал Шефали што сака да им каже, и Шефали во книгата пишува: исто јас како кога зборував со родителите, како да зборував со ветрот. Меѓутоа, откако после тоа поминала еден интензивен период на целосна отсутност, каде што почнала да работи на себе интензивно, да работи на својата несвесност, почнала да се гледа себе си од еден многу поинаков аспект. Дури почнала да не се препознава во себе си како се менувала на подобро, многу гледишта и станале многу појасни начините на кои како самата таа паѓала во несвесноста, како останувала заробена во несвесноста долги години. Сето тоа можела да го разбере, почнала да го забележува во односот со детето, во односот со себе, и со текот на времето таа сватила дека не е повеќе истата таа која што била пред да започне да работи со свесното родителство, и затоа што можела многу лесно да го воочи егото кај себе и кај другите родители. Колку повеќе работела на свесноста, толку повеќе можела да го забележи егото и кај другите луѓе.
И што било најбитно на ова патување, на растење на свесност, таа не го гледала само од машка и од женска страна, туку го гледала како од едно неутрално место. И се повеќе и повеќе сватила дека до тогашниот живот на постоење, на функционирање, како едноставно да не постоел, како да умрел. Меѓутоа што се случило? Се случило смрт на нејзиното его. И ги советува родители, кога ќе стасате до ова место, ништо нема да ви изгледа како порано. Дури и самите себе си ќе се гледате во светот, како да сте осамени, како да сте едноставно вонземјани на ова планета, како природени. Едноставно како да не сте повеќе вие во старото јас. Меѓутоа, таа вели дека овде родители не завршува патувањето, затоа што свесноста секојдневно, врз основа на таа свесност што ја растите, секојдневно почнувате да растете и нова свесност. И таа свесност почнува да се проширува на голем број на други аспекти од вашиот живот. И почнувате таа свесност да ја ширите и надвор. Најпрво ќе забележите кај вашите најблиски. Потоа ќе го забележите, например, во институциите, каде што, например, тогаш таа во градинките, каде што ги носела своите, кај што ги носиме своите деца, кај што си го носела своето собствено дете. Потоа, несвесноста ја препознавала во образовните институции, во училиштата, во политиката, во здравството, во бизнисите и така натаму. И таа вели се разбира колку повеќе ја забележуваме несвесноста, толку повеќе чувствуваме болка. Кај неа таа кажува дека првото чувство кај неа кое што се појавило било збунетост, колку повеќе ги освестувала начините, први мислите до тогашни, начинот на незиното размислување, образците мисловни, начинот на како делувала. И затоа што сето тоа како го гледала, се повеќе кај неа предизвикувало одбивност. Тие ненаситни ега, така таа ги нарекува, предизвикуваја кај мене една голема одбивност, едно големо згрозување, а од друга страна пак таа кажува дека чувствувала една голема болка во своето собствено срце, затоа што не можела да се помири со фактот колку луѓето сме биле влезени измешани во тој огромен базен на несвесност. Меѓутоа, како се постепено, како работела на себе, таа се ослободувал гневот кај неа, се ослободувала гадоста и кон тоа, од тоа его, и таа можела постепено да се фокусира на болките од егомаските, кои самата во текот на својот живот ги имала на себе вовлечено. Но, што се случило потоа? Како ги слекувала тие маски, како ги тргнувала, како ги ништела од себе? Почнувало да се развива сочувството кај неа. Огромно сочувство, огромна љубов спрема човештвото, спрема луѓето, се разбира најпрво спрема себе и спрема сопственото дете, а тек потоа на поширок план. И со тоа се зголемила кај неа желбата да може да действува на пошироко ниво. И поради тоа Шефали, токму тие биле причините зашто Шефали почнала да се занимава со проблематиката на свесното родителство и да почне да пишува книги за свесното родителство.
сета таа несвесност која што ја гледала помеѓу луѓето, особено помеѓу родителите кои што доаѓале кај неа, едноставно предизвикала кај неа една огромна страст да сака да му помогне да се разбудат родителите од својата несвесност, да ги отфрлат сите до тогашни превземени несвесни образци, да се отргнат од своето незнаење. И тука ги советува родителите, им вели: родители, ако вие вака сте се чувствувале како јас, на ист начин, знајте дека не сте сами, дека голем дел од вас, како родители, тргнуваат, го чувствуваат истото и тргнуваат по патот на свесноста, иако се свесни дека на тој пат е многу осамен пат, осаменички пат, го нарекува. Зошто? Тоа ќе можете да го видите, да го слушнете во наредното видео, зашто го нарекува свесното родителство осаменичко патување. И дека најчесто родителите кои почнуваат да тргаат по патот на свесноста затоа што сакаат да еволуираат, најчесто се нападнати од голем број на други родители кои што се сметаат дека се предадени од нивна страна и пред се тие се заплеткани во гневот на своето незнаење и затемнати од своите сенки. Меѓутоа, Шефали тука објаснува дека доколку доживееме навреди, напади од други родители во процесот на патот на освестувањето, таа вели тоа е навистина добар показател дека сте на вистинскиот пат и да се охрабрите самите себе си, во никој случај да не го напуштате свесното родителствување, туку да продолжите понатаму, освестувајќи секојдневно делови од вас со цел да можете да ги освестите и начините на кои родителствувате со вашите деца. И на крајот пишува: родители, останете на тој пат, затоа што вашата заедница на свесни родители за брзо време ќе почне да се множи. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.